На денешен ден во 1594 година роден е шведскиот крал Густав Адолф и за војни и еден од клучните команданти во 30-годишната војна. На овој датум во 1641 година починал славниот фламански портретист Ентони Ван Дајк, дворски сликар на англискиот крал Чарлс I. На денешен ден во 1824 година во битката кај Ајачуко, силите на Симон Боливар оствариле пресудна победа што ја обезбедила независноста на Перу. На овој датум во 1886 година роден е Кларенс Бирци, пронаоѓачот на методот за длабоко замрзнување на храната. На денешен ден во 1905 година во Дрезден е изведена премиерата на операта Саломе на Рихард Штраус, која ја шокирала тогашната публика. На овој датум во 1905 година Франција донела историски декрет за раздвојување на државата и црквата. На овој датум во 1917 година турските трупи ја предале власта на британците, ставајќи крај на повеќе од 4 века османлиска контрола. На овој датум во 1941 година Кина им објавила војна на Јапонија, Германија и Италија. На овој датум во 1985 година поранешните аргентински лидери Хорхе Видела и Емилио Масера биле осудени на доживотен затвор за злосторствата во Валканата војна. На денешен ден во 1985 година Обединетите нации едногласно ги осудиле сите акти на тероризам како злосторства. На овој датум во 1987 година со протестите во Газа започнала првата интифада. На денешен ден во 1990 година Лех Валенса победил на председателските избори во Полска. На овој датум во 1994 година Шин Фейн започнал мировни преговори со британската влада. На денешен ден во 1995 година Врховниот суд на Полска ја потврдил победата на Александар Квашњевски. На овој датум во 1996 година Обединетите нации ја активирале програмата Нафта за храна, дозволувајќи му на Ирак да се врати на нафтениот пазар. На денешен ден во 1999 година поетот Флор Боровина бил осуден на 12 години затвор, а следната година ослободен. На денешен ден во 2002 година United Airlines поднела барање за стечај, најголем банкрот во авиацијата. На овој датум во 2010 година починал италијанскиот моден дизајнер Фаусто Сарли. На денешен ден во 2010 година умрел джез саксофонистот Джеймс Муди, автор на над 50 албуми. На денешен ден во 2015 година Обединетите нации соопштиле дека над 9000 луѓе загинале во конфликтот во источна Украина. На овој датум во 2017 година во Колумбија е уапсен наркобосот Хуан Карлос Меса, за кого САД понудиле награда од $2 милиони.